Имавме чест и задоволство да одиме на Универзитетот во Неапол, Ориентале, на практично завршната конференција на проектот, меѓународниот проект Жан Моне, мрежи, кој што го работиме на правниот факултет. Жан Моне проектот беше на тема миграција и азил, и овој проект веќе го работиме од 2018 до денес, заедно со уште 9 универзитети во рамките на еден конзорциум. Така што имавме прилика, нели, да учествуваме, да бидеме гости на домакинот, на професорот Джузепе Каталди, раководител на проектот. И во рамките на ова наше патување бевме во состав од 3 колешки од правниот факултет, бевме придружувани исто од проректорот за настава, професорот Мишко Джидров. Така што целта беше во суштина да ги представиме досегашните активности кои што ги имаме, нели, направено, постигнато во рамките на проектот. И се разбира, нели, да ги поставиме заклучоците, резултатите, меѓутоа и да ги поставиме основите и постулатите за оние кои што се наши размислувања за како треба да се изготват или пак во која насока да се движат политиките за миграција и азил и во Македонија се разбира, меѓутоа и во европски рамки. Се разбира дека конференцијата беше од, како да кажам, висок дострел, со високо влијание, бидејќи во неа беа вклучени на вистина еминентни имиња, одлични познавачи на бегалското право, на политиките за миграција и азил и така натаму, така што имавме прилика да се сретнеме со, нели, со врвот на врвот, што ви кажат со шлагот, нели, на тортата. Морам да истакнам дека во рамките на проектот правниот факултет беше навистина активен, нели, во придонес кон сите тие активности. Учествувавме со подготовка на прилика околу 30 часови, онлайн часови, кои што ги ставивме на платформата на Универзитетот во Неапол, но и на YouTube. Во делот, нели, сите часови поврзани со тематики поврзани за миграција и азил. Исто така учествувавме на бројни конференции, заедно со колешките, со тимот и колегите, нели, од правниот факултет, вклучивме и создадовме многу врски со други невладини организации, други чинители во Македонија, така што и непосредно преку нив во суштина ги промовиравме на некој начин политиките, сваќањата и правото што е застапено кај нас. Освен тоа, спомнав дека бевме учесници, фактички преку овој проект влеговме и во многу вмрежувања со други универзитети, така што едни од резултатите или пак од влијанијата или директниот допринес што го даде ова за нас беше вмрежување со други Жан Моне проекти. Едниот Жан Моне проект е од областа на соработка помеѓу ЕУ и земјите од Западен Балкан во делот на правда и внатрешни работи, и другиот Жан Моне проект Borders, кој е во делот на соработка исто помеѓу земјите од Европа, меѓутоа во делот на надворешна политика за миграција и азил. Влијанието од проектот врз студентите и врз професорите, или врз истражувачкиот кадар на универзитетот е секако голем. Имаме бројни студенти кои што ги вклучивме во многу бројни публикации, значи не само студентски публикации, туку и публикации од мешан карактер. Се вклучивме, се поврзавме со Ликовната академија и тие дадоа голем придонес, во смисла на некој начин ја подигнавме свеста за миграциите и азилот преку професорката Јана Јакимовска, така што влијанието беше е видливо, нели, се уште. Дополнителен, нели, придонес, дополнителна сатисфакција на некој начин е самиот факт што студентите кои што си тука присутни учествува и на симулација на судење на Европски суд за човекови права, така што со тема која што поврзана со миграција, за која меѓу другото освои 3-то место. Така што резултатите се големи, видливи се и нели се надеваме дека ќе продолжиме со понатамошна соработка. Една интересна, нели, да речеме, ситуација која што се создаде, која што се случи на универзитетот, беше што му подаривме на професорот Джузепе Каталди, нормално за неговата доблест, за неговата доверба и така натаму, плакета од бронза со логото на проектот, кој што изработи еден многу добар уметник од Штип, токму од Штип, така што професорот беше многу задоволен, а имавме чест официјално да ја врачи и проректорот, нели, на универзитетот Мишко Джидров. Рекате дека тоа е завршна конференција, дали продолжува, дали има најава за продолжување на
Или овој проект или други проекти слични во кои што ќе учествува универзитетот и правниот факултет? Да, се разбира дека има, веќе сме во преговори, мислам нормално тие секоја понатамошна соработка изискува многу време, посветеност и внимание пред се за изнаоѓање нели на можните рамки за финансирање и за создавање на уште еден конзорциум дополнителен. Меѓутоа секако продолжува, имаме најави од Queen Mary University од Лондон за формирање на некој нивни центар за бегалци и азил, така што веќе сме во постапка нели на вклучување кон нивните активности, но и се разбира други, наречеме активности кои што иницијативи кои што потекнуваат и од другите универзитети, меѓутоа и ние самите.